сликата овде, Цвета? Со мама и со тато. Така? И како се вика ова овде, она што поминува? Има бели. Знае некој да ми каже што значи пешечки премин? Јована? Пешечки премин значи таму нешто поминува пешаците. Така, затоа и се вика пешачки премин. Така ли, деца? Да. Таму улицата ја поминуваат пешаците. Погледнете овде на сликата, има деца еден чичко во син костим, кој што ги испрши двете раце. Полицаец. И што прави чичко полицаецот? Тој стопира тие пешаците ако нешто направат. Значи, ако погрешно нешто направи. Да. Значи, тој ни покажува како, кој како да се движи. Деца, погледнете овде Цвета како направила една грешка. Си игра со своето кутре, но каде си игра? На улицата. На средината на улицата. Може да и се случи Христо на Цвета? Да згазат колите. Тя згазат автомобилите и неа и незиното кутре. Така ли? Да. Дали, деца, улицата е место каде што треба да си играме? Не. Зошто, Арсен, улицата не е место каде што треба да си играме? Пошто ќе може да згаза. Да ги Така, деца, згазат луѓето. на улицата, така. Каде, деца, треба, каде ќе си играме? На тротоарот. На тротоарот, во тревичка, во дворчето, на некој игралиште ќе отидеме да си поиграме, така ли? Никако на улицата. Бидејќи таму поминуваат автомобилите. Овде, така, деца, овде таа точно си ја поминува улицата, таму каде што треба. Погледнете, деца, како возилото застанало и чека таа да ја премине улицата и дури тогаш возилото ќе тргне. Се додека Цвета не ја премине улицата, возилото ќе ја почека, бидејќи има нацртано пешачки премин и тоа значи дека таму пешаците можат, значи таму можат да ја поминуваат улицата. Гледаме дечиња и топка. Ама каде се наоѓа топка? На улицата. И кутри. И погледнете, ова дете веќе тргнало по својата топка и веќе и тоа е на улицата. А што иде од оваа страна? Иде автомобил. Има ли деца овде пешачки премин? Не. Ке застане ли возилото? Не. Не. И што ќе му се случи на ова дете? Го згази. Точно, деца. Која грешка ја направиле деца? Со топка. За тоа што си играат на улица. А улицата што рековме? Не е место за Играње. игра. Вели вака. Ние имаме свој автомобил. Кога се возиме со него, секој си го знае своето место. Јас и брат ми седиме назад. Правилно е децата да седат назад, а неправилно ако седат напред до возачот. Можат при ненадејно запирање на автомобилот да удрат со главата во предното стакло и тоа е многу опасно. Патот крие многу замки, треба добро да се гледа, да се спречат сите грешки, за да биде се окей. И во шахот најдосличност, прво пешак потек прави, па го следа куп фигури, за да има некој ред. Ми се смее знакот стоп, ко да не е некој знак, парот сонце пушта сноп на својот пат. Ми се смее знакот стоп, ко да не е некој знак, парот сонце пушта сноп на својот пат. Ми се смее знакот стоп, ко да не е некој знак, парот сонце пушта сноп на својот пат. Ми се смее знакот стоп, ко да не е некој
greši, da mu kaže baka. Kako mi govorače? Што е тоа, мотор? Така. Големо деца сообраќајно средство е моторот? Не. Колку луѓе можат да се возат на него? Двајца. Јоко? Автомобил, така? Овде можат повеќе од двајца да се возат? А овде да видиме што е овде? Давидче? Што е ова? Автобус. Автобус. Во него можат само двајца да се возат? Не. Повеќе. Можат повеќе, така? Na svoj pad mi se smeje znak od stop, ko da ne je nekoj znak. Par od sunce pušta snop na svoj otpad. Mi se smeje znak od stop, ko da ne je nekoj znak. Par od sunce pušta snop na svoj otpad. Mi se smeje znak od stop, ko da ne je nekoj znak. Par od sunce pušta snop na svoj otpad. Mi se smeje znak od stop, ko da ne je nekoj znak. Par od sunce pušta snop na svoj otpad. Mi se smeje znak od stop, ko da ne je nekoj znak. Par od sunce pušta snop na svoj otpad. Може преку песничка да кажеме што значи црвената боја. Како беше песничка? Зелено, жолто, црвено,